Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, драги гледачи, и ова утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска сме четврток, 9 декември 2021 година. Сонцето изгреа во 6 часот и 46 минути, а истото ќе зајде во 4 часот и 2 минути. Уште 22 дена имаме до крајот нова календарска година, односно до почетокот на новата година. Што се однесува до денешните сервисни информации за времето, прогнозата е дека ќе имаме променливо облачно време, претпладне со сончеви периоди, особено на истокот. Од попладневните часови на запад ќе започнат врнежи од дожд, кои ќе продолжат и во ноќти ќе се прошират насекаде. На повисоките планински врвови ќе има снег, ќе дува слаб до умерен, а од пладне повремено засилен ветер од југоисточен правец. Утро во Кавадарци 8 на ведер ден, значи доста е студено, -3 беше, така да ќе имаме сончево време, но ќе биде прилично студено. Денешната температура гласи и вели дека на западните делови ќе имаме од -2 до 4 степени, во Скопскиот регион од -2 до 9, плюс Кумановскиот од -7 до +5, Беровскиот регион од -2 до 4 степени, Струмичкиот регион и Гевгелискиот од 2 плюс до 11, Теквишијата ќе имаме -2 до 10, Пелагонискиот дел од -2 до 9 и Охридскиот регион од 0 до 9 степени. Утре прогнозата вели дека ќе имаме отприлика слично време како и денеска, променливо облачно со локални врнежи од дожд, претежно во крајните планински региони. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Значи, се уште имаме прилично убаво време, иако прогнозата вели дека ќе имаме и врнежи, а на планинските превои и на планинските места ќе има и снег, но сепак времето е солидно и можеме и денешниот ден, почитувани гледачи, да го искористиме за прошетка. Поздрав до сите вас кои сте на вашите работни места, кои не следите, а и вие кои сте пензионери во топол дом, ја следите нашата утринска програма секој ден од понеделник до петок. Поздрав и до оние кои денеска имат роден ден. Верувам дека и денеска има некои од вас, почитувани гледачи, кои прославувате годишница во брак или имате свој роден ден. Така да сите нека бидеме денеска радосни, срекни во овој четврток, 9 декември 2021 година. Пред да отпочнеме со нашата програма, во смисол да ги следиме нашите содржини, ќе се помолиме на почетокот. Господи Боже, уште еднаш ти благодариме за ова ново утро и овој нов ден подарен од Тебе. Те молиме да не благословиш и денеска според Твојата милост да не водиш и чуваш. То те молиме во името Христово. Амин. Почитувани гледачи, вие го следите Адвентистичкото радио Глас на надежда. Од Кавадарци се имитува секој утро од понеделник до петок. Еве на почетокот неколку капки на мудроста, а потоа ќе одиме на утринската порака. Љубовта е чудесна сила. Несовршенството го претвора во совршено. Домот на нечесните ќе пропадне, а живеалиштето на праведниците ќе процвета. Мудриот се бои и се отклонува од злото, а безумниот се распалува и е смел. Тоа се мудри изрек од Соломона. Најтешката борба на човекот е борбата против собственото срце.
Понекогаш подобро е да бидеш љубезен отколку да бидеш во право. Не ни е потребен интелигентен ум кој зборува, туку трпеливо срце кое умее да слуша. Еве уште неколку капки на мудроста. Бог одговара на 3 начини. Тој вели да и ти го дава тоа што го сакаш. Тој вели не и ти дава нешто подобро. Тој вели чекај и ти го дава најдоброто. Претежно овие мудри изреки ги кажуваме кога зборуваме за молитвата, почитувани пријатели, и велиме дека Бог одговара на 3 начини на нашите молитви. Некогаш вели да, некогаш не, а некогаш почекај. Бог знае најдобро што е за нас. Иако ние во моментот кога се молиме, го бареме тоа што тогаш го мислиме, но Бог знае нешто подобро за нас и затоа да бидеме стрпливи и да чекаме кога бареме нешто од Господа. Верата создава насмевка на лицето, а во срцето всадува сигурност. Кога верата влегува низ вратата, суеверието излегува низ прозорецот. Еве, толку за ово утро, капки на мудроста, како овде последната мудрост што ја прочитавме. Кога верата влегува низ врата, суеверието излегува низ прозорецот. Нека навистина и ние како христијани верата постојано да расте. Не е возможно еден христијанин да живее без вера во Бога. Верата е таа движечка сила кој ни дава надеж, радост во животот, бидејќи вера е она што го очекуваме, а не сме го виделе. Тој всушност на вистинската вера, како што вели самата Библија. Верата е тврдо чекање, но на што не го гледаме, а веруваме дека ќе се оствари. Одиме сега на нашата утринска порака. Ја наоѓаме во Псалмите Давидови, во 50 глава, 3 и 4 стих. Нашиот Бог доаѓа и не молчи. Пред него врви оган што проголтува. Околу него бесне силна бура. Тој ги повикува одзгоре небесата и земјата, за да му суди на својот народ. Насловот на ова утринска порака гласи: Царот лично се појавува. Царот на царевите слегува на облак обкружен со огнен пламен. Небесата се виткаат како свиток, земјата се тресе пред него, а сите гори и острови се поместуваат од своите места. Исус оди напред како силен победник. Тој сега не доаѓа како човек на болката да ја испие горчливата чаша на срамот и маките, туку како победник на небото и земјата, да им суди на живите и мртвите. Тој се вика верен и вистинит. Тој суди и војува праведно. А него го придружуваа небесни војски на бели коњи. Со химни на небесни мелодии, светите ангели, огромно и безбројно мноштво, го придружуваат на неговиот пат. Небесниот свод изгледа како да е препон со суштества што блескотат 10.000 по 10.000 и 1.000. Ниту едно човечко перо не може да ја опише ова гледка, ниту еден ум на смртен човек не е способен да ја свати неговата слава. Величеството негово ги покри небесата и славата негова ја исполни земјата. Болскот му е како сончева светлина. Тој цитат од книгата Авакум, 3 глава, 3 и 4 стих. Кога живиот облак ќе дојде поблизу, секој око ќе го види кнезот на животот. Неговата возвишена глава не ја нагрдува веќе трнов венец, на неговото свето чело почива славен диадем. Неговото лице свети посилно од блескотното пладневно сонце, а на неговата наметка и на неговото бедро има напишено име: Цар над царевите и Господар над господарите. Пред неговата појава, лицата на сите им се бледи. Они што ја отфрлиле Божјата милост, ги обзима страв на вечен очај. Срцето се топи, колената треперат, а лицата им се потемнети. Праведниците извикуваат тресејќи се: кој може да обстане? Песната на ангелите престанува и настанува времена свечена тишина. Тогаш се слуша Исусовиот глас кој кажува: доста ти е мојата благодат. Еве, почитувани пријатели, го проследивме утринскиот стих, утринската порака и овој краток коментар во врска со Христовото доаѓање. Навистина, тоа ќе биде еден момент, еден миг,
što ne može da se opiše со čovečko pero ili со čovečki zborovi. Сепак пророкот овде на еден посебен начин ни ја доловува, ни ја приближува таа гледка, тој настан кој во иднина ќе се случи при второто Христово доаѓање. Овде пишува дека тој сега не доаѓа како човек на болкат. Знаеме дека за прв пат кога Исус дојде како беспомошно бебе, се роди во Витлеем, мајката Марија и Јосиф го чува, го гледува, се роди под необични услови Исус на оваа планета. Неговиот живот зависеше од Марија, од Јосифа, зашто Ирод сакаше да го убие. Меѓутоа, Бог го чуваше. Сега, ова гледка што овде ни е опишана, се вели дека Исус ќе дојде со илјадници, со 10.000, со безбројно мноштво на ангели. Небесниот свод изгледа како да е препон со суштества што блескотат. Ниту едно човечко перо не може да ја опише ова гледка. Ниту еден ум на смртен човек не е способен да ја свати неговата слава. Наистина, тој настан кој ќе се случи во иднина, почитувани пријатели. Сите оние кои заспале, кои починале со вера во Господа, кои му биле следбеници на патот на Исуса Христа, ќе бидат воскреснати и заедно, како што вели апостол Павле, ние живите со покојните ќе бидеме грабнати и земени на облаците. Овде пишува дека праведниците извикувајки ќе се тресат со радост ќе го поздрават тој миг, а грешниците ќе кажат кој може да обстане, кој може да обстане, и тие ќе ги сокријат своите погледи да не го гледат лицето на Спасителот. Но на другата групата кои ќе бидат радосни, среќни, ќе кажат еве го нашиот Господ, кого го чекавме. Во која група ќе бидеш ти? Во која група ќе бидеме, зависи од нас денеска, кој пат следиме, дали тесниот пат, патот кој води во небесното царство, или широкиот пат што води во смрт вечна. Нека Господ и денеска не води по тесниот пат, да му дозволиме тој да биде наш водич, зашто тој го знае патот. Тој поминал еднаш низ тој пат и го прогласил дека е безбеден. Затоа нека Господ денеска не води според неговата волја и нека не чува. Продолжуваме, почитувани гледачи, со песна, потоа повторно се враќаме во нашата емисија. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ќе дојде и нас ќе не земе. Ти дали ќе бидеш со нас? И се сруши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас. Дали некого учиш за него, дека тој ќе не посети нас. Исус ќе дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се сруши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Дојдовме до рубриката за молитвата. Зошто ни е потребна молитвата? Секој утро одвојуваме неколку минути да прочитаме или да раскажеме или да слушнеме некој искуство за молитвата. Ово утро продолжувам да ви пренесувам убави мисли од книгата Неверојатни одговори на молитвата од писателот Роже Монро. Тој всушност го опишува својот живот, своето доживување во врска со молитвата. И пред некој ден отпочнавме со проучување на оваа книга, кај што насловот го читавме Куќата на смртта. Тој се разболел и имал проблеми со срцето и отишол, односно го однеле во болници. Сега тој ги опишува тие моменти како ја гледал смртта на луѓе кои умирале околу него, но и тој се молил за некои болесни и тие оздравиле. Еве продолжува неговото опишување нов закуп за животот. Хилда чекаше многу време да ги мине со мене доделените 10 минути. Значи, неговата сопруга, која се викала Хилда, имала право само 10 минути на ден да доаѓа внатре, да го види, да поразговара и да едноставно посетата да трае само 10 минути. Околу 10 часот вечерта влезе за последен пат тој ден. Пред да се врати кај мајка си за да преноки, додека седеше во болничката чекалница, се запозна со господја Смит. Ова господја беше многу вознемирена поради тешката состојба на низиниот маж, како и поради целосната промена на неговата сегашна состојба. Претходно тој зборувал дека сака да умре, а сега оти сака да живее. 4 дена подоцна имав можност да се сретнам со Смитови на оделот на кардиологија во болницата. Нивната радост осјауваше со Божја љубов. Хилда разговараше со господјата Смит и дозна дека низиниот сопруг е во исклучително добра здравствена состојба, па не се вознемируваше да прифати да работи на оделот за да му помогне, колку што е можно повеќе за побрзо отпуштање од болница. Тој навистина набрзо беше пуштен и си замина во добра здравствена состојба. Ден по заздравувањето на господин Смит, лекарите решија некои од пациентите кои подобро се чувствува да ги премести во оделот за интензивна нега на оделот за лесно болни. Состојбата на пациентот кој лежеше од мојата лева страна толку се смени на подобро што тој доби отпусна листа. Беше весел, пон со животна радост, очекувајќи сјајна иднина. Постариот човек од мојата десна страна изгледаше препороден. Неговиот лекар беше навистина изненаден кога ги виде позитивните промени на неговата здравствена состојба и му соопшти дека и него ќе го премести од овој одел следното утро ако продолжи да заздравува со тоа темпо. Тоа се случи во вторникот наутро како што и беше предвидено. Бев восхитен затоа што со своји очи го видов исполнувањето на моите молитви. Очигледно, овој човек, почитовни гледачи, Роже се молил за своите пациенти, односно за своите колеги пациенти, кои со така лежеле во болничката соба. И тој бил очевидец како еден по еден луѓето здравувале и биле испуштани на домашна нега. Но мојата здравствена состојба по се изгледа не одеше добра. Всушност, во 8 часот наутро, тој вторник, кардиологот, одговарајќи на прашањето за мојата здравствена состојба, рече дека шансите да се извлечам од оделот за интензивна нега се мошне мали. Лабораториските наоди покажува дека вирусот непоправливо го уништил моето срце. Со таква артимија на срцето не ке можам уште долго да издржам. Лекарот препорача последна терапија, да ја запре работата на срцето со електрошок од 50 волти, а потоа да го реактивира со нов шок од 200 волти. Потпишав дека се согласувам. Подосна попладнето кардиологот ми извести дека преземената терапија не ги дала саканите резултати. Мојата здравствена состојба се влоши, а белите дробови почна да ми се полнат со вода. Сватив дека деновите ми се изброени. Таа вечер, иако физички исцрпен, свесен за опасноста, размислував за 6 изминати децении од својот живот. Една по друга сцените ми се одвиваа пред моите очи.
a моето срце беше исполнето со благодарност кон Бога, додека ја гледав грижата со која ме обкружуваше дури кога за него бев безкористен. Така, размислувајќи се, вратив во своето детство, во времето кога имав само 7 години. Тој е жив, извика Едмонд, мојот постар брат, откако ја исклучи машината и скокна низ окното во подрумот. Сушност искачив на еден куп штици и паднав низ отворот на погонскиот ремен. Тој придружуваше мало тркало во обем, со обем околу 70 см и едно поголемо од околу 160 см со тек, со замаец од 160 кг, што ја придржуваше едната оска. Луѓето го слушнале моето довикување за помош дури на првиот кат и покрај бучавата што ја создава тешките мелнички постројки што ги имаше мојот татко додека живеевме во Источна Канада. Доколку од лежишето не излезеше тешката оска со широчина од 78 мм, чии падја потресе целата зграда, јас ке загинев на тоа место. Тоа предизвика пад на ременот од помалото погонско тркало. Паднав со гради врз ременот, кој ме однесе до поголемото тркало, кој ме крена на врвот и тука се заглавив помеѓу тркалото и таванот. Не човај сега сеќавање на господинот Роже, додека лежел на својата постела болничка, како во детството доживел едно непријатно искуство. Тркалото воопшто не ке запрел ако некој не исклучеше машината. Мојата облека беше речиси скината од мене, а на себе имав дебела зимска јакна, джемпер, фанелна кошола и дебела долна облека. Мојата лева рака висеше покрај тркалото, па ми мина струја низ неа од рамото до прстите. Според мислењето на лекарот, малку фалело да ми ја ампутираат раката. Но јас имав родители кои беа искусни молители и кои го познава искуството на исполнување на молитвите изговорени во Христово име и се добро заврши. Беа потребни 3 дена да се поправи штетата на машината. Мелничарите кои ги поправаа постројките смета дека некоја надприродна сила го предизвикала дефектот, затоа што само тежината на основата на постројката можела да ми ги издроби сите коски, а при тоа работата на целата машина да не запре ниту за момент, уште помалку тешката челична оска да излезе од лежиштето. Силата која се ослободила тука, како што проценија, бил еднаква на удар на товар од 1 тон. Нека го слават Господа за милоста Негова, за чудесата Негови што ми ги направи на синовите човечки. И така, Роже размислувал за минатите години, за своето детство, како Господ го чувал и го избавувал од многу тешки ситуации. Понатаму тој се сеќава и за уште некои други моменти од својот живот. И на крајот вели, можам да се сетам на бројни настани во кои можеше да згасне мојот живот, доколку Божјиот дух на чудесен начин не ме ослободи. Например, една ноќ возев со автомобил близу местото Рашфорд, по замрзнат пат со снежни навеви високи до 2 метри од двете страни. Кога влетав во еден свиок на патот, наеднаш догледав конј, што стои право пред мене. Многу слични примери мина низ моите мисли. Бидејќи се почувствував многу изморен, побарав од Господа да ми даде малку одмор, па со него ќе разговарам во молитва попладне во 3 часот, кога медицинската сестра ќе ме разбуди за да ми даде лекови. Еве тука ќе застанеме, почитувани гледачи. Ќе продолжиме во утрешните наши утрински емисии. Затоа следете да го следиме доживувањето на Роже Монро, како Господ ќе го сочува и ќе го избави и од куќата на смртта. Таму од неговата смртна постела, односно од болничката постела кај што лежел, каде што ги одбројувал последните денови, зашто лекарите гледале песимистички на неговото здравје. Меѓутоа, ќе следиме неговата сторија и во наредните денови. Продолжуваме, почитувани, со другата рубрика, а тоа е рубрика кога зборуваме за молитвата. Но пред да одиме за уште нешто да кажеме за молитвата, бидејќи досега го слушнавме тоа искуство, ќе слушнеме една песна, а потоа повторно ќе се вратиме на нашата следна рубрика.
zbeh ništo preda me najdeš, ti mi dade životno. Dragi, skrše život, Golgota izmenivo radost, kopneš, si ti za mene, ti mi dade životno. Ke ti služam od ljubov Bože, ti mi dade životno. Ja zbeh ništo preda me najdeš, ti mi dade životno. Dragi, skrše život, Golgota izmenivo radost, kopneš, si ti za mene, ti mi dade životno, ti mi dade životno. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо утринската програма на Глас на надежта од Кавадреси секој утро од понеделник до петок. Кога зборуваме за молитвата, претходно слушавме искуство на Роже Монро, додека тој е во болница, се случуваат многу чудни работи и ние тоа го пренесуваме секој утро од неговата книга неверојатни одговори на молитвата. Ако имате и вие ваши искуства, почитувани гледачи, со молитвата со Господа, напишете ни ги вашите искуства, испратите ги на нашата адреса, на нашиот мејл, слободно јавите се, споделите ги, снимете ги вашите искуства, испратете ни ги, а ние ќе ги објавиме во наредните денови. Следува рубриката за животни искуства. Овде имам пред себе интересни работи кои сакам да ги пренесам, а во наредните утра ќе пренесеме и искуства што сме ги добили од вас, почитувани гледачи, па сакам и тие да ги споделам. Меѓутоа, еве, ќе прочитам утрово едно интересно размислување. Еден ден една жена ја прашала својата пријателка: како успеваш секогаш да бидеш толку среќна? Имаш толку многу енергија во себе и се чини како никогаш да не подклекнуваш. Со насмевка во своите очи таа ја одговорила: знам една тајна. Која е таа тајна, ја запрашала. Жената одговорила: ќе ти кажам за се за таа тајна, но ќе ми ветиш дека ќе ја делиш со другите. Тајната се состои од следново. Научив дека многу малку работи можам самата да ги направам во мојот живот, кои ќе ме направат да бидам навистина среќна. Мојот живот и се што имам зависи од Бога. Тој ме прави среќна и да ги задоволува моите потреби. Кога доживувам пад во мојот живот, имам потреба да се подигнам, јас му верувам на Бога кој ми го обезбедува тоа во согласност со неговото богатство. Го научив и тоа дека во поголемиот дел од времето не ми треба ни половина од работите што мислам дека треба да ги направам и дека тој никогаш не ме напушта. Така ја запознав тајната и многу сум среќна. Првата мисла на жената што го поставила прашањето била: па тоа е толку едноставно. Но кога погледнала назад во својот живот, се сетила на своите желби и замисли дека една поголема куќа ќе ја направи посреќна, но не било така. Се сетила колку била упорна да има добар автомобил, но не било така. Мислела дека подобро платена работа ќе ја направи посреќна, но не било така. Сеќавањата навирале едно по едно, но сватила дека среќата ја барала на погрешно место. Кога сватила во што се состои најголемата среќа, таа всушност донела и друга одлука. Седејќи на подот со своите внучења, играјќи си со нив, јадејќи со нив или читајќи им ја
им приказни, покажувајќи Божјата љубов и грижа кон своите ближни и делејќи го тој едноставен дар што го добила од него. Таа станувала секој ден се посрекна и посрекна. Сега и ти ја знаеш тајната, моја пријателке. Не зависиш од луѓето за да те направа да бидеш срекна. Само Бог со својата бескрајна мудрост може да го направи тоа за тебе. Верувај му. А сега ја поделив тајната со тебе, затоа бидејќи ја имаш, што ќе сториш со неа? И ти мора тајната да му ја пренесеш на некој друг, дека Бог во својата мудрост ќе се грижи за тебе, но тоа и не е некоја голема тајна. Ние само треба да веруваме во тоа да ја оствариме. Имај доверба во Бога. Еве, тоа беше едно кратко размислување на ова Господја, како ја открила големата тајна да биде срекна во својот живот. Ево уште неколку интересни мисли, почитувани гледачи. Бог им дава духовна храна на сите, освен оние кои се полни со себе. Горделивост оди пред уништувањето, а надмениот дух пред падот. Не постои воспитување како што се неволите, нема школа како што е тешкиот удар. За да го очистиме своето срце, ние мора да го направиме следното: да не гледаме повеќе на созданијата и нашиот поглед да го свртиме кон Создателот и целосно да му се предадеме. Можеме да го направиме оно што Христос го направил без да знаеме како действува, но сигурно нема да знаеме како действува се додека не го прифатиме. Еве сега во продолжение сакам да ви прочитам, да ви пренесам. Овде имам 50 начини како да се биде љубезен. Но сите нема да ви ги читам одеднаш. Еве ќе издвојам ова утро, почитувани пријатели, неколку мисли и начини како да се биде љубезен кон луѓето кои не обкружуваат, луѓето кои се околу нас. Прво, насмевни се и зборувај љубезно со секого што ќе го сретнеш. Второ, подари некому овошје. Ети на овој начин може да бидеме да покажеме љубезност. Понеси ја неговата торба со прехранбени производи. Четврто, направи некој колач или слично и однеси им го на соседите. Пето, направи еден оброк за некое болно и постаро лице. Имаме такви комши, пријатели, роднини кои се можеби стари, изнемоштени, а ние може да им подариме еден поедок, една вечера. Посети болен или некој што е во затвор. Испрати картичка на болен пријател. Осмо, секогаш дава им предност на соседите. Исперија облеката на некој болен. 10. Исчистија куќата на некој болен или хендикепиран. 11. Понуди се да ги платиш сметките на некој болен. Навистина, тоа може да го сториме, ништо не чини, да ги земе сметките во пошта или на некој друг начин како плаќаме да му се помогне на некој болен човек. 12. Поведи го со себе за да ги плати своите сметки, или ако тој сака да си ги плати, може да го однесеме со кола до првата пошта. Кажи охрабрителен збор на некого лично или преку телефон. 14. Напиши писмо кое охрабрува. 15. Заврши некоја работа за ближниот која тој не може да ја изврши. Помогни некому кому што му пукнала гумата на автомобилот. Искоси ја тревата на постаро или хендикепирано лице. 18. Обезбеди превоз на оние кои имат потреба. 19. Однеси некого ако треба да оди во болница. И 20. За денес толку понуди се да го почуваш детето на соседот. Еве, почитувани пријатели, слушнавме неколку мудри совети или начини како да бидеме љубезни во нашиот живот. Бидејќи имат луѓето потреба, ние сме тука, можеби сме здрави, поздрави сме од кумшиите, од пријателите, но на овој начин може да покажеме љубезност кон оние кои не обкружуваат. Следува сега рубриката за здравата храна. Секој утро споделуваме некои совети како да го подобриме нашето здравје или споделуваме рецепти кои ни се потребни да ги
употребиме во нашата секојдневна исхрана. Овутро сакам да зборувам за јаболкото како универзален лек. Нашите пазари, зелените пазари се полни со ова овошје и затоа убаво е да го употребуваме, да го конзумираме. И сега во овој материјал што сакам да го споделам, почитувани пријатели, ќе видиме колку јаболкото е здраво, колку е корисно во нашиот секојдневен живот ако го употребуваме. Јаболкото е најраспространетото континентално овошје, кое води потекло од северозападните предели на Хималаите. Ете, јаболкото од таму е донесено и овде во нашите краишта. Било негувано уште 1000 години пред новата ера. Се одгледува на преку 5 милиони хектари во светот, а познати се околу 10.000 видови јаболки. Расте и како диво овоше кое исто така се користи свежо или се преработува. Јаболкото е изворено значајно во исхраната на човекот, бидејќи е богато со олиголементи, витамини и минерални соли и други корисни супстанции. Тоа ги чисти органите за варење и го смирува желудникот. Значи, ако имаме проблеми со нашите внатрешни органи за варење или со желудникот, еве јаболкото помага во тоа. Исто така, ако се употребува, го смалува нивото на холестерол во крвта. Ако страдате од артериосклероза, стомачни проблеми, ревматизам, артритис, камен во жолчката и бубрегот, редовно конзумирајте, употребувајте, јадете јаболки. Неговиот спектар на полза на човековото здравје е голем. Прво, за добар сон, против хроничен замор, труење, висок крвен притисок, вртоглавица, претерана дебелина, главоболка, мигрена, пролив, повраќање, болести на грлото, болка во зглобовите, изгореници, екземи, проширени вени, остипации и шијас. И листата е многу долга. Гледаме каква е корисноста на јаболкото, почитувани пријатели. Се користат цветот, плодот и лушпата на плодот. Цветот се бере во април, мај и јуни, а плодот од почетокот на јуни до крајот на септември. Знаеме дека јаболкото доста се шприца, се прска, но сепак на пазарите барите ги они кои имат флеки на себе. Тие што се што помалку прскани, ако најдете уште и такви кои воопшто не се прскани, иако не се на очи така згодни, убави, но тие се поздрави. Затоа убаво да се лушпата отстранува или да се мие со топла вода, да се отстранат сите тие химикалии. Плодот содржи покрај вода, шеќер, пектин, витамин А, Б и С и органски киселини. Свежо или печено јаболкото го леснува варењето. Освен свежо јаболко што може се конзумира, може јаболкото и да се пече. Чајот од јаболкова лушпа ги регулира органите за варење. Значи, лушпата е доста шприцана, прскана, но најдете домашни јаболко, значи оние селски што ги велиме, што не се прскани, и тогаш кората може да се очисти и да се прави сок, односно чај, и го регулира, тој чај ги регулира органите за варење. Што се однесува до вашите заби, јаболките како и портокалите се одлична чистачка за заби. Во состојба се да ги отстранат сите честички на храна кои се задржале околу забите. Пектинот кој се наоѓа во лушпата на јаболкото представува извонредно средство против заболување на крвта и крвните садови. Јаболко против анемија, значи слабокрвност. Секој утро на гладно да се изеде една изрендена јаболка прелиена со сок од половина лимон, лажичка домашен шумски мед и мала лажичка сок од боровница или дренка. Ке го повторам овој рецепт, кој е здрав. Секој утро на гладно да се изеде една изрендена јаболка
prelijena so sok od polovina limon, lažička domašen šumski med i mala lažička sok od borovnica ili drenka. Jabolko protiv ostipaciji. Izvanreden način da se regulira stolicata i da se ostranat zapekot i sekojdnevno da se zeme obrok od jedno pečeno jabolko so lep ili podobro so kaša od jačmen, pšenica ili raž. Ke povtoram, izvanreden način da se regulira stolicata i da se ostrani zapekot i sekojdnevno da se zeme obrok od jedno pečeno jabolko so lep ili podobro so kaša od jačmen, pšenica ili raž. Čajot od jabolko kako lek. 5 minuti treba da se vrijat 2,5 decilitri voda, otkako ke se podladi se dodava lažica med i sok od jedan limon. So toa se preleva 10 grama jabolkov ocet i se ostava da stoji 15 minuti. Treba da se procedi, se pije za jaknjenje na nervnite, srceto, belite drobovi, za reguliranje na varenjeto i je oblažuva kašlicata i kejavicata osven ako ne postoji alergija. Istovremeno izvoreno je gasi žeta vo vremena letnite žegi. Ovi korisni savjeti gi spodelihme ovutro, počtovni gledači, verujem дека ќе ги употребиме, ќе ги послушаме и ќе користиме во големи количини јаболко. Ги имаме јаболкото на зелените пазари, но бирајте ги оние селските, домашните, оние кои имаат пеги по кората. Значи не они убавите на око, жолти, крупни, бидејќи претежно таквите се прскани по 10, по 15 пати и мора да бидеме внимателни да не ги користиме јаболкото, таквите прскањите може да си навлечем уште по-големо зло. Тоа бија советите од полето на здравјето. Сега продолжуваме со уште една песна, а потоа ќе се вратиме на нашата последна денешна рубрика. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini.
i svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predaje i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Христијанското радио Глас на надежта од Кавалерци секој утро од понеделник до петок од 8 часот и 30 минути до 9 часот и 30 минути. Дојдовме до рубриката кога зборуваме за веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Доделуваме бесплатно Светото писмо за сите вас кои ќе порачате ова книга, ќе доставите ваши податоци, име, презиме, улица и број, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Библија или Светото писмо на македонски јазик. Убаво е да има секој семејство, бидејќи Библијата е светлост која носи светлина во куќата. Библијата е реч Господова, Божје писмо, каде што ги откриваме Божите вистини. И затоа утро ние повторно ќе продолжиме да пренесуваме интересни сведоштва на археолози кои ја потврдуваат Библијата дека е веродостојна. Ја користам ова книга, археологијата ја потврдува Библијата од професорот Драго Обрадович. Ово утро ќе зборувам за потеклото на пирамидите. Верувам дека сте виделе на телевизија барем пирамиди како тие изгледат. Пирамиди таму на Блискиот Исток, претежно во Египет, одат туристи таму, се воскитуваат на тие велелепни градби, како се правени во тоа време пред неколку илјади години, кога немало такви машинери, кога немало кранови, како денеска што се градат зградите. Многу е полесно да се носи тој материјал и да се крева горе со кранови. Тогаш немало такви дизалици. Како луѓето во тоа време ги правиле тие огромни пирамиди. Денеска луѓето кои одат таму се восхитени и едноставно пренесуваат информации како тоа се случувало. Еве, писателот професор Драго Обрадович, кој бил неколку пати таму во Египет и на Блискиот Исток, едноставно пренесува интересни детали. Археолошките податоци представуваат основа за нови заклучоци кои археолозите ги пронаоѓаат и донесуваат различити заклучоци. Прочуениот археолог Флиндерс Питри почнал да го ископува градот Феујум уште од амнешната 1889 година. Темелно ги истражувал пирамидите и утврдил кои биле нивните собственици. Тој ги проучувал остатоците од градот кој тогаш едноставно го пронашле, денешен Кахун. Тој утврдил дека тоа навистина бил град со кој некогаш одамна живееле градителите на пирамидите. Во текот на почетното искупување пронајдени се валјаци. Тогаш во својата книга Питри запишал: веднаш ми беше јасно дека пронајдов стар град граден од вешт царски архитект. Тоа беше град подигнат за потребите на градителите на пирамидите со неколку големи складишта необходни за градење на пирамидите и храмовите. Од остатоците од керамика и од друг материјал Питри заклучил дека градителите биле од семитско потекло. Истото го тврди и авторката на спомнатата книга за градителите на египетските пирамиди. По искупувањето во Кахун,
Питри заклучил дека градителите биле странци и дека се служиле со странска стока која потекнувала од егејските градови и од Сир, Палестина. Сите овие извештаи на исклучителен начин го потврдуваат библискиот извештај за доаѓањето на Израелевите синови во Египет и сите настани потврдувани поврзани со нивниот престој во оваа земја. За ова сведочат и некои од најсликовите библиски текстови. Сега овде имаме библиски текстови кои кажуваат дека израелците завршиле во Египет. Ја знаем историјата кога Јосиф бил продаден во Египет, а синовите на Јакова живееле во Палестина, а таму се случил голем глад и морале да отидат децата на Јакова во Египет по жито да се прехранат. И ја знаеме таа историја кога Јаков, односно Јосиф ги препознал своите браќа и ги повикал да дојдат заедно со Јакова, за да ги преживеат тие 7 гладни години во Египет. И тие дошли и таму се проширило тоа семејство. Меѓутоа Библијата вели умрел фараон кој го познал Јосифа и татко му Јакова. Дошол нов фараон кој не ги знаел заслугите на Јосифа, им наметнал да бидат робови. Така семејството Јаковови, кои биле околу 70 души во почетокот, се шириле, брзо се множеле и сега станале робови. И затоа подосна околу 2 милиони израелци кои станале робови во Египет, како овде што велат и самите историчари, тие ги граделе всушност, биле градители на тие големи пирамиди во Египет. Постојат многу докази надвор од Библијата кои јасно сведочат од овие доселеници подосна станале робови во Египет. Прочуениот бруклински папирус кој добил име според музеот каде што се наоѓа, кажува како жена по име Сенебиц се обидувала да стане законски права над група од 95 робови. Сочуван е опис на нивните имења и занимања. Од наведените имења јасно се гледа дека тие луѓе биле со семитско потекло. И најпознатата светска енциклопедија Британика го бележи овој факт. Азитските робови биле трговци или војни заробеници, се појуваат во голем број во богатите египетски домакинства. Значи, едноставно, израелците, односно евреите, станале робови во многу домови во тоа време. Уште еден интересен детал од Питриевите откритија. Необично голем број пронајдени детски гробови под подовите на куќите во Кахун. Тие се сведоци за свирепата наредба што одамна ја издал свирепиот фараон. Во Библијата наоѓаме извештај за неговите напори да го запре множењето на израелците. Египетскиот цар им се обарна на еврејските бабици, од кои името на една им беше Сефора, а на другата Фуа, па им нареди кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте. Ако детето е машко, убејте го, ако е женско, нека живе. Гледате, тоа го пише во Библијата, втора книга Мојсеева, 1 глава, 15 и 16 стих. И сега археолозите пронашле масовни гробници на детски гробови, а всушност тоа се тие бебиња кои били убивани од страна на фараон, затоа што не сакал да се множат израелците во неговата земја. Подосна кога фараонот увидел дека таквите мерки не се ефикасни, наредил, тогаш фараонот му нареди на целиот свој народ: фрлете го во реката секое машко дете, ако штом ќе се роди од евреите. Само женските деца оставите ги во живот. Некои родители некако успеале, макар за известно време, да ги кријат или да ги избават своите новороденчиња, слично на Мојсевата мајка. Кога не можеше веќе да го крие, набави кошница од папиросова трска, ја намачка со смола и катран, го стави детето во неа и го положи во трска на брегот на реката. Еве, тоа се тие извештаи од Библијата, но денеска археологијата го потврдува тоа што е запишано, почитувани гледачи, во Светото писмо. Веројатно многу деца се одавени во водата. Дали подосна родителите ги донесувале нивните тела или децата го загубиле, животот на некој друг свиреп начин останува загадка. Секако имало многу бројни мигови кога египјаните ги отимале децата од рацете на нивните мајки. Можеби така може да се објасни овој голем број на детски гробови во Кахун. И еве уште некоја реченица: многобројните предмети од секојдневниот живот
кои во тие градби останале на своите места покажува дека заминувањето на израелците навистина било ненадејно, итно и неприготвено. И кога се наполня 430 години, точно во тој ден, сите господови чети излегоа од египетската земја. Настаните од Египет, опишани во Библијата, уште еднаш се потврдени со нови сознања и докази што произлегле од најновите археолошки истражувања. Еве, поштовани пријатели, полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска емисија. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, и утре, петок во 8 часот и 30 минути, а поток ќе имаме викенд, ќе бидеме слободни и ќе продолжиме следнава седмица. Ви посакувам убав ден, пријатен ден, бидете благословени од Господа, чувајте се и бидете одговорни. Се гледаме утре наутро. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.